Со отворањето на изложбата на дела од ликовната колонија Свети Пантелеймон во Домот на културата Тошо Арсов во Виница, пред присутните ученици беше најавено отворање и на ново ликовно студио во состав на институцијата. Студио кое ќе го води Благица Стојановска, стручен соработник за визуелни уметности. Изложбата Свети Пантелеймон е доказ за едно убаво дружење и доживување, доказ дека не треба да си голем за да бидеш уметник. Затоа ученици се кајтеа и изучувајте уметноста, бидејќи таа ќе го открие светот на возвишените чувства и мисли и ќе ве направи духовно побогати, истакна Стојановска пред учениците. Токму и колонијата Свети Пантелеймон е плод на една ваква иницијатива од пред 7 години, а активни учесници во истата се деца на возраст од 10 до 18 години, кои со своји дела оставаат траен белег од своето време. На покана на Домот на култура Тошо Арсов од Виница гостуваме со изложба од дела создадени од младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон Кочани. Оваа младинска ликовна колонија се реализираше во 2019 по 7 пат. Истиот проект е одобрен и за 2020, така да нас не радува бидејќи оваа колонија прерасна во една традиција. Значи, како што гледате и сами, позади мене има доста публика, посетители, млади љубители на ликовната уметност и се надевам дека во оваа 2020 година ќе ни гостуваат со учество талентирани ученици од градот Виница. На изложбата се поместени 12 дела од 10 уметници од Македонија, а истата е дел од редовните содржини на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани.